Минатата недела главното беше во сабота. Сега главното е во недела. Време е за уште една епизода на Overtime with TJ. Ќе биде ова интересна недела. Пред да почнеме, екипа, subscribe. Имаме околу 5-6 прегледи по видео, а имаме само околу 2000 сабскрајбери. Вас нема да ја чини ништо. Нас ни значи многу. Одиме прво со Фантази Премиер Лига. Збор 2 за новиот чип што можеме да го користиме сите на Фантази Премиер Лигата. Асистент менеджер. Дали некогаш сте помислиле да ги доведете Пеп Гвардиола или Микел Артета во вашиот тим по Премиер Лигата на Фантази? Па, новиот чип за помошник менеджер ви возможува да го направите токму тоа, давајќи ви можност да заработите поени од еден од 20 вистински менеджери во Премиер Лигата врз основа на нивните победи, ремија и голови. Чипот може да се игра во било кој момент од остатокот од сезоната. Кога ќе го активирате чипот и ќе го изберете вашиот помошник менеджер, ќе добиете поени за резултатите на нивниот клуб. 3 играни недели поред. Значи, ако го активирате чипот за асистент менеджер во 24-та недела, нема да може да користите друг чип до 27-та недела. Значи, јас ќе го искористам новиот чип сега. Со оглед на тоа што Ливерпул игра 2 пати во двојната недела, ако го користите чипот на асистент менеджер сега на слот, ќе профитирате од 4 надпревари во следните 3 недели, наместо од 3 надпревари. Сега, јас имам само буџет од 0,3 милиони. Морам да направам трансфер затоа што немам 1,5 милиони колку што вреди слот. Подсетувам, има и поевтини менеджери од слот. Ама јас ќе го искористам слот заради тоа што претходно го кажав. Добро, кого да продадеме? Усвари нема што да многу мислам, морам да го продам Бруно, кој што го земав минатата недела, а на негово место да земам... Бруно ќе го оставам. Джексон морам да го дам, зашто Бруно е 6,1. Да, одиме со еден нападјач кој што ми беше еден од номилените во изминатиот период. Минус, ќе го земеме... Имам 8,1. Можеме Виса да го земеме. Да, ми остануваат 1,8 милиони таман да го купам чипот, односно да го земам Арне Слот како асистент менеджер. Make transfer. Одиме сега. Што треба да направите? Еве ги чиповите тука горе. Значи, тоа е тоа. Асистент менеджер play. Одиме тука, ќе ви се отвори прозорчето play chip. Pending. Веројатно треба да чекам, односно веројатно треба да изберам, треба да го изберам менеджерот, веројатно е тука. Да, менеджер и одиме со слот. Ајде слот. Едно од поскапите слот и Гвардиола. Add менеджер и тоа е тоа. Make transfer. Да видиме. Добро. Дали го имаме? Еве го. Арне Слот. Ајде Ливерпул гази наредниве 2-3 недели, не знам колку, ама ќе биде интересно. Ова е мојот тим, иначе да не е затоа што веќе доволно се задржавме на Премиер Лигата, ова ми беше главно да го објаснам со новиот чип. Што се однесува до минатата недела бев релативно слаб, 57 бода. Така да, што да кажам? Тоа е тоа. Сега само прашање е дали да направам некој трансфер во првите 11, сега ќе го зачувам. Да, Виса нека иде као прв трансфер, Амат. Добре, окей. Може би пред почетокот на надпреварите ќе го ставам Амат во првиот тим наместо Виса, меѓутоа ми треба малце време да размислам. И тоа е тоа. Тоа е тоа од Фантази. Мислам дека ова е идеален момент за да го користите новиот чип на Фантази за асистент менеджер или пак може би не знам, може би е добро да искористите Triple Captain затоа што и да го земете Салак, затоа што повторно ќе ви се рачуна као 2 надпревари во оваа недела. Ливерпул има 2 надпревари оваа недела. Поените од двата меча ќе влезат во ова коло Game Week 24. Прво дерби, Премиер Лига, Арсенал, Манчестер Сити. За Арсенал не е потребно ништо друго освен победа, бидејќи топџиите се уште го бркаат лидерот на табелата Ливерпул.
Ливерпул, кој што има 6 бода повеќе од Арсенал. Бранителот на титулата е во ретка позиција барем за нив. Петто место на табелата со 38 бодови. Страшно лоша сезона. Но се чини дека Сити ја враќа својата форма. А имаат уште една позитива во тимот. Мармуш. Омар Мармуш го привлече вниманието на своето деби минатиот викенд откако беше постојана закана кон голот на Челси. Откако постигна 19 гола во 22 старта за Айнтрахт Франкфурт, Мармуш е полн со самодоверба и неговиот дуел со десниот бек на Арсенал, Јуриен Тимбер, е оној кој треба внимателно да се следи. Двата тима славеа во Лигата на шампиони неделава и сега сакаат позитивната серија да продолжи во Премиер Лигата. Но сепак мислам дека Арсенал е поблиско до победа. Одиме со надпревар во серија А. Големо дерби. Дербито за Милано. Милан Интер. Мислев да снимам со дрес на Интер и го заборавив дресот. Ама нема да го заборавам во недела. Значи вака. Интер 50 бода, Милан 34 бода, а разлика 16 бода. И се е веќе јасно. Максимумот на Милан оваа сезона ќе биде пласман во Лига на шампиони. Интер оди на титула и ќе ја освои. Иако откако дојде Консисао во Милан има позитивни вибрации во екипата. Но Милан изгуби од Динамо Загреб неделава во Лигата на шампиони. 2-1. Иако после тоа Интер не тепа, не знам што да кажам. Сезонава во Милан тепаше на првиот надпревар, тепаше и во Супер Купот на Италија. Така да, време е за победа на Интер. Има уште неколку интересни надпревари низ фудбалска Европа за време на викендов, меѓутоа овие два надпревари се баш дерби. Не заборавајте да ставите subscribe на YouTube каналот BMG Network и да не следите на социјалните мрежи, на Instagram и на Facebook. А ја тука се одјавувам. Имајте убав викенд. Чао!